Колку и како тимскиот пристап на дефектолозите и физиотерапевтите може да помогне во рехабилитацијата на децата со попреченост. Ова беше темата на конференцијата што денес се одржа во Гостивар, во организација на Сојузот на дефектолози и Сдруженијето на физиотерапевти на Македонија. На настанот свој излагање имаа 10 стручни лица, а искуствата ги споделија и родители на деца со церебрална парализа. Целта е значи да го поттикнеме, односно да го анализираме тимскиот пристап во рехабилитацијата, во медицинската рехабилитација на децата со попреченост, и на оваа манифестација значи учествуваат дефектолози, логопеди, физиотерапевти, родители, педијатри, невролози и други стручни лица. Значи целта ни е сите заеднички да дадеме еден придонес се со цел да го подобриме квалитетот на медицинската рехабилитација, на раната интервенција што добиваат децата со попреченост, како би го олесниле нивниот понатамошен развој. Работата со физиотерапевт е неизбежна за подобра рехабилитација на децата со попреченост, оценуваат стручните лица. Тие сметаат дека е неопходно соработката да се подигне на повисоко ниво за поголем ефект. Исто така потенцираат дека е многу важно родителите да се советуваат и да бараат помош од професионалци. Значи со пред начинот на живот, значи потребата од физиотерапевт е се поголема. Како значи во секојдневниот живот, така и кај овие деца со попреченост, значи физиотерапевтот е неизбежен член од тимот за рехабилитација кај децата со попреченост. Има потреба, бидејќи како физиотерапевти работиме баш на подобрување на моториката, која е засегната од самиот недостаток или невролошки дефицит кој се појавува кај овие деца. Искрено, од стручна гледна точка, што поголемо подигање на свеста, што почесто и пореално барање на помош. Значи, на тие деца им е потребна рехабилитација, како од физиотерапевтска гледна точка, така и од поглед на дефектологијата за поквалитетен живот во нив. Весна Габеловска од Охрид, која беше дел од конференцијата, е мајка на дете со церебрална парализа. Со цел да му помогне на своето дете и на други што се соочуваат со оваа болест, поминала посебна обука за АБР, нов метод на рехабилитација, кој се покажал како доста ефективен. Резултатите се многу добри. Посебно би сакала да нагласам дека резултатите се исклучително добри за тие тешки форми на церебрална парализа. Посебно медицинската јавност знае дека тука нема баш некои подобрувања, затоа се работи за деца кои што имаат проблеми на витално ниво и тука имаме многу големи подобрувања. Значи семејно дишењето, варењето на храната, целокупното функционирање на детето, квалитетот на живот се издигнува на едно повисоко ниво. Стручните трудови кои беа презентирани на денешната конференција во Гостивар се издадени во посебен зборник.